Денешна епизода ја стартувам вака чудно. Ќе кажете како сега цело лето го истера без маска, а сега со маска. Па тоа е, пријатели, тоа е кога ќе побудали естаблишментот и кога не се знае кој каде оди, тогаш се носат многу глупови правила кои што мораме сите ние да ги почитуваме. Факт е дека поради своја безбедност и поради своето здравје пред се, треба да се држат тие дистанции и да се носи маска на затворен простор. Да, и тоа никој не го спори. Но да се носи маска на отворен простор, вака покрај море, и кога сте дури и сам и околу вас нема никој, тоа е повеќе од глупо. Но, тука ќе запрам, нема да коментирам ништо. А зошто започнав токму вака? Поради тоа што тоа се новите правила кои што Малта ги внесува како задолжителен протокол. Маски насекаде, отворено, затворено, било каде. Сончево, не сончево, сами, не сами. Маска обавезно. И оној протокол останува дека не е останува, тоа веќе е стандард. Сите што се над 12 годишна возраст мора да се вакцинирани ако сакаат да влезат во Малта. Значи нема PCR тестови, нема ајде после важи ќе видиме, мора да сте вакцинирани за да може да се качите на брод или на авион за да влезете во островот. Има уште неколку правила, нови интересни, некои се чудни, но тоа ќе биде денеска како информативен дел на Соцнет медија за да ве подготвиме за периодов што следува. Нова година и стартот на новата година. Let's get started. Сега малку едно појаснување на почетокот што го кажав. Значи, да, може деца да дојдат на островот, значи со PCR тест, дека реков без PCR тест, тоа мислев за нормално. Си доаѓате, си стерате одмор 10 дена и си заминете пак назад во својата земја. Не, може со PCR тест, ама на државен карантин, кој што се плаќа 100 евра од ден и 12 дена таму ќе проедете. Значи, ако сте без вакцина, тогаш
признаена од ЕМА, тогаш може на државен карантин. Одма знаете дека 1200 евра по човек треба да дадете за тој карантин и плюс да си одседите уште онолку дена колку што планирате. Нонсенс. Не коментирам понатаму. Она што е интересно друго што се промени во однос на новите протоколи е и замислете, фудбалот. Очекувам дека Малта можно и по трет пат да го блокира фудбалското првенство. Еднаш го блокираше целиот свет, првенствата беа затворени, ако се сеќавате, беа прогласени шампиони најчесто на зелена маса. Втор пат, кога се затворија фудбалските првенства, тоа се случи само во Малта, никаде на друго место во светот, и од пред 2 дена Малташката фудбалска федерација кажа дека од сега за малите деца тренинзите мора да се одвиваат по стрикно прецизни протоколи во кои што не смеат повеќе од 6 деца да бидат на тренинг, не смеат сите заедно да прават пауза и да одат на вода, пред тренингот мора да носат маски, кога ќе заврши тренингот исто така да носат маски, 2/3, пазете ова, 2/3 од тренингот може да биде надпревар меѓу себе, но 1/3 мора да биде трчање без дуели, без контакти. Зарем има нешто по, ќе кажам, нуклеарно имбецилно, а да не е ова што се наметнува како некои задолжителни протоколи, а нема врска со логика. Нема никаква врска со логика. Или имаш, или немаш, или затвараш, или отвараш. Тоа е. Тие протоколи направија да во моментов, кога мислиме дека доаѓа, почнува крајот и пополека од следното лето ќе се впуштиме во она што веќе го имавме минатото лето, хоп, новите протоколи, предпоставам дека ова е се поради Божик и се ова ќе запре кога ќе заврши Божик. Но останува да видиме. Ова прекрасно сонце и овој прекрасен амбиент, штета е да не го користите, а да сте под маска, замислете. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Од денеска веќе влегува во закон, односно процедурата трае и таа ќе се гласа, веројатно од утре влегува и во службениот весник, Малтешкиот службен весник, законот за употреба на марихуана. Да, Малта станува прва земја во Европска унија која што не станува збор само за легализирање и неказнивост на употребата на марихуана, туку станува збор за комплетно влегување во законска регулатива со можност за одгледување, користење, што е казниво, што е неказниво. Сега за сега, од она што го читав, нормално пред да се изгласа, пред да стане официјално, е дека до 7 грама секој ќе може во джеп да си носи и да ја користи исто така и јавно, ќе може да одгледува до 6 дрва во домашни услови, ќе биде казниво ако проценат државните власти дека се тоа се злоупотребува и дека се користи за предпродажба и така натаму. Има уште многу деталчиња, но Малта со ова влегува во еден друг курс на движење на ова поле, марихуаната да биде озаконета официјално со сите своји параметри. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Podcast.
l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de Eto'o, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! И сега оваа информација што ќе ви ја кажем е многу важна за сите македонци кои што се во Малта, имаат истечени документи, патни исправи, пасоши македонски, или ќе им истечат во наредниве 6 месеци и 5 месеци, слободно може да се пријавите. Она акција што ја прават од амбасадата во Рим, соработка со Министерството на надворешни работи во Македонија е прекрасна, да не мора да одите до Македонија да обновувате патни исправи, туку тие доаѓаат тука и потоа ги добивате тука исто така тие патни исправи. Многу е поевтино и многу полесна процедура. Значи, внимавајте, еве адресата да се пријавите, ќе ги дадете потребните документи, име, презиме, стариот пасош, бројот на пасошот, адресата каде што ви е во пасошот и внимавајте, на крај на оваа адреса имате МК, не МТ. Зашто многумина од вас пишуваат МТ по дефолт или грешат и после чуат не пријавија, не ни одговорија, не сме на списокот, нема мејл никаде. Значи, луѓето од амбасадата не се виновни. Внимавајте вие кому ги испраќате податоците. МК е на крај на ставката. Во јануари, крајот на јануари или почетокот на февруари, екипата од Рим доаѓа на повторно сликање за македонските граѓани за обнова на патните документи. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Денеска имав чисто информации кои што се многу важни како увертира во новогодишните и божикните празници. Значи, следната епизода ќе биде малце поспецифична и специјална и предлог како да си ги поминете божикните и новогодишни празници како македонец овде или ако ги имате сите оние параметри задоволено во однос на протоколите па да дојдете од Македонија, има летови добри од Солун до Малта и од Малта повторно Солун и подоцна со автомобил или такси си се враќате во Македонија. Тоа е одлична варијанта и ефтини се летовите, чисто да знаете, но тоа ќе го оставам за следната епизода. Останете уште малку со Out и In, што беше тоа интересно во изминативе 7 дена, а следната очекувајте ја со интересни предлози. Running
This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show.